Кенијска доминација и нов рекорд на патеката на 12-тото издание на Скопскиот маратон. Атлетичарот од Кенија, Кипротич Кирој, беше најбрз на патеката од 42 километри, трчајќи делницата за 2 часа, 12 минути и 36 секунди, со што постави нов рекорд на оваа најмакотрпна трка. Тој го подобри времето на неговиот сонародник Емануел Самал, кој во 2014 година трчаше со време од 2 часа, 14 минути и 24 секунди. Не беше многу тешко да се истрча оваа патека, целта ми беше да победам. Фокусот ми беше на оваа трка. Веднаш зад него заврши Ричард Кипроно Бет, исто така од Кенија, кој патеката ја истрча со време од 2 часа 14 минути и 36 секунди, а третиот кениец кој се искачи на победничкиот пиедестал, Едвин Кипруто Кирва, успеа да постигне време од 2 часа 15 минути и 8 секунди. Александар Кираджиев беше најбрз македонски тркач на најдолгата патека со време од 2 часа 45 минути и 54 секунди. Кај жените, најбрза беше Гладис Јепкуруи Бивот од Кенија, која со време од 2 часа 40 минути и 10 секунди успеа да слави на делницата од 42 километри. Се чувствувам добро бидејќи победив, инаку ова е моја прва трка во Скопје. Се подготвува во Кенија, истрчав многу трки, имав долги подготовки. Второто место и припадна на маратонката од Етиопија, Шеваја Гемечу Дебелу, која забележа време од 2 часа 45 минути и 30 секунди, а третопласирана беше Фабиола Џон Вилијам од Танзанија со време од 2 часа 49 минути и 13 секунди. Од македонските надпреварувачки, најдобра на оваа патека беше Весна Кираџиева, која заврши како седмопласирана со време од 3 часа 22 минути и 38 секунди. На полумаратонот, кој беше со должина 21 км, најбрз беше Илир Келези од Албанија. Тој постигна време од 1 час, 10 минути и 18 секунди. На второто место заврши нашиот Дарио Ивановски, а забележа време од 1 час, 11 минути и 14 секунди. Ваквиот успех на членот на атлетскиот клуб Работнички се должи на неговите долги и напорни подготовки. Денеска не успеав да победам во сеткупен пласман, но успеав да победам и да го победам минатиот годишниот шампион Кокан Ајановски. Тренирам точно една година, се спремам за Скопскиот маратон. Целта ми е Олимпијада. Точно една година. Слушавте некаков рекорд, кој рекорд? Така, мислам дека рекордот на Кокан Ајановски во полумаратон беше 1:12:00, но сега влегам од целта јас со 1:11:20. На третото место во рамките од полумаратонот се пласираше Кристијан Стошиќ од Србија, а патеката ја помина за 1 час 14 минути и 35 секунди. Кај жените, најуспешна на делницата од 21 км беше атлетичарката од Србија Даниела Барач, која истрча со време од 1 час 27 минути и 35 секунди. Овде сам победила веќе 2003. Јас сум Даниела Барач, доаѓам од белградскиот клуб Партизан. Овде победив уште во 2013 година. Очекував малку подобра трка, но времето е многу топло. Доаѓам и следната година. Скопскиот маратон е традиција. Веднаш за неа се пласираше незината сонародничка Снежана Милошевиќ со време од 1 час 32 минути и 28 секунди, додека третото место и припадна на македонската маратонка Адријана Попарсова, која забележа време од 1 час 36 минути и 38 секунди. На трката од 5 километри, која воедно беше и најмасовна, доминираа македонските надпреварувачи. Суат Криезиу беше најбрз помеѓу мажите, а го следеа Илија Пајмаковски и Емин Греќевци, додека кај жените Рената Соколовска го освои првото место пред Марга Бојаджиева и Силвија Итурија Марч од Шпанија. Гордана Николовска од Сојузот на спортови на град Скопје, кој е главен организатор на овој традиционален маратон, го истакна своето задоволство од текот на целата манифестација. Одлична организација, одлично време, одлични тркачи. Имаме рекордна патека, публиката е фантастична. Мислам дека вакво издание до сега не сме имале, секоја година е се подобро и подобро. Се надевам дека следната година ќе имаме уште повеќе надпреварувачи, но изненадува еден од изненадувачкиот факт е времето во секој случај беше потопло него што предвидовме. Може би ќе имаше многу подобри лични рекорди, но во секој случај над 7000 надпреварувачи од 47 земји, многу медиумски лица од Македонија, од странство, имаме организирани групи што доаѓаат од Србија, од Турција, од Хрватска, така да маратонот и по квалитет и по квантитет расте. Како организатори со секоја година имаме по некој проблем што го решаваме во лет, тоа е ретко кој може да го
примети никакви организации немавме. Полицијата е фантастична, Црвен крст и медицинските екипи се фантастични. Се надевам дека остатокот од маратонот ќе помине како што треба. Имаме преку 400 волонтери, имаме преку 10 тона вода. Мислам дека се е покриено како што треба. Бројот за ризици да може да се деси некоја дисбаланс, дехидратација се намалени. Од тој поглед, тоа е тоа што мене лично најмногу ме засега, но мислам дека се ќе помине во најдобар ред. Скопскиот маратон се врати на улиците во главниот град по пауза од една година, откако минатиот април беше одложен поради случувањата во Куманово. Сепак, тој помина во одлична атмосфера и расположение, а и бројот на учесници и посетители беше многуброен. Организаторите најавуваат нови, поуспешни и помасовни трки и следните години, со што популарноста на маратонот ќе се зголеми уште повеќе.